Општина Центар отвори уште едно катче за рекреација на пензионерите, кој е дел од проектот за отварање на 10 пензионерски клубови на територија на општината. Ова е првата вест за денеска, останатите содржини ги гледаме во приложение. Македонската платформа против сиромаштија и Националниот демократски институт во рамки на проектот за јакнување на граѓанското учество во законодавниот процес. Ке се спроведуваат реформи во начинот на згрижувањето и чувањето на деца од предучилишна возраст. Деловниот и шопинг центар Ера Сити конечно ќе се гради. Од несовесните возачи во сообраќајот страдаат многу невини лица. Зголемени трошоците за живот во Македонија. Македонската платформа за сиромаштија бара воведување на минимален достоинствен приход во Република Македонија. Според анализата што ја спроведе оваа платформа, граѓаните се изјасниле дека минимална плата од 10.000 денари ќе им овозможи достоинствен живот. Ивана Митковска. Македонската платформа против сиромаштија бара воведување на минимален достоинствен приход во Република Македонија, кој ќе го гарантира државата за сите граѓани, како предуслов за нормален, достоинствен живот, особено за онаа категорија на граѓани кои веќе се сиромашни или се во ризик од сиромаштија. Од Македонската платформа против сиромаштија велат дека нивното клучно барање е да се обезбеди прифатлив и достоинствен стандард за живење на сите. Минималниот приход сушност представува исплата од страна на државата која функционира како сигурносна мерка за луѓето кои не можат да работат или немаат пристап до сигурна работа. Според анализата спроведена во 8 градови низ Македонија, најголемиот број од испитаниците се изјасниле дека минимална плата од 10.000 денари ќе им овозможи достоинствен живот. При тоа, како главни индикатори за достоинствен живот, граѓаните ги дефинирале трошоците за струја, вода и грејење, храната, облеката и обувките, лекувањето и образованието како најважни, а потоа и се она што значи вклученост во општествениот и културниот живот. Минималниот достоинствен приход, што е всушност минимална социјална помош од она што го добивме како информација од фокус групите или од граѓани од Република Македонија, 10 до 20.000 денари за самец, од 20 до 30.000 денари за семејство со едно дете или без деца, од 40 до 60.000 денари се потребни за семејство со од 2 и повеќе деца. Значи со двајца родители, 2 и повеќе деца. Што навистина за граѓаните кои што ќе слушаат оваа изјава може да изгледа чудно и превисоко, но станува збор за квалитетен живот. Значи за сите потреби, сметки, храна квалитетна, одење на одмор, електрични апарати, одржување на автомобил и дом, достапност до сите сервиси како здравствени сервиси, образовни сервиси, сметам дека и реално. Навистина реално се искажале граѓаните, но јас не доколку се обраќаме до парламентот или до Министерството за труд и социјална политика како институции кои што може да променат нешто во висината на социјалната помош, сметам дека треба да се седни да се разговара, да се отворат преговори по однос на колку можеме да си дозволиме да ја покачиме минималната социјална помош, за да при тоа ја намалиме сивата економија, ги задоволиме потребите на граѓаните, но и сиромашните граѓани ги мотивираме да се вклучат активно на пазар на труд. Според председателката на Македонската платформа против сиромаштија Царовска, сиромаштијата доведува до зголемување на криминалот во државата, самоубиства, миграција на младите стручни кадри, како и измена на демографската карта на Република Македонија. Излезот од оваа состојба, Македонската платформа против сиромаштија го гледаат во соодветните решенија кои владата и институциите треба да ги преземат за намалување на сиромаштијата. Ме радува што на оваа трибина дојдоа и представници на Министерството за социјална политика, труд и социјална политика, ги мислам навистина го поздравувам тој чекор, исто така представници од Комисија за труд и социјална политика од парламентот, кои што се клучни за да ова може да стане реалност во Македонија. Ние може да понудиме на државата и на парламентот дека ќе ги мотивираме граѓаните да учествуваат активно во целиот овој процес, дека ќе се отворат многу јавни дебати, јавни трибини, јавни расправи дајбоже во парламентот, кои што ќе ни донесат разговор на оваа тема. Јас не велам дека утре и заутре ќе се случи минимален достоинствен приход во Македонија, но дека треба да размислуваме, треба да разговараме и државата да си го постави како една од целите во новата стратегија која што сега ја ревидира согласно EU 2020, да си го постави како цел за воведување. Инаку според направената анализа, 1/3 од испитаниците се изјасниле дека живеат без никакви приходи.
Дополнителни обуки за воспитувачките и негователките во градинките, отварање на центри за ран детски развој, утврдени агенции за згрижување на деца во домашни услови и лиценцирани поединци за грижа на деца се реформите кои Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија ќе ги спроведуваат во иднина со цел поквалитетна грижа за најмалите. Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика работат на унапредување на системот за заштита на децата, поради што се воведува и нов закон за заштита на децата, односно се имплементираат реформи со кои ќе се подобри грижата, воспитувањето, развојот и растот на децата од предучилишна возраст. Во делот на квалитетот на згрижување на децата се имплементира реформа со која ќе се обезбеди дополнителна обука за негователките и воспитувачките од детските градинки. Овие обуки ќе бидат основ за да се стекнат со лиценца со која ќе треба да се стекнат и сите оние што ќе се вработат по донесувањето на овој закон. Во спротивно без лиценцата нема да можат да се вработат. Исто така ќе се воведува и нова форма на згрижување на децата, односно ќе се отвораат нови центри за ран детски развој, кои ќе бидат еден вид на детски градинки со скратено работно време, без сместувачки капацитети. Најголем дел од овие центри ќе бидат сместени во руралните средини. Други реформи кои ќе се имплементираат во насока на поквалитетна грижа на децата е тоа што ќе постојат утврдени агенции за згрижување на деца кои ќе даваат надворешни услуги и ќе имаат ангажирано воспитувачки и негователки во домашни услови. Во домашни услови ќе може да работат и самостојни физички лица кои ќе бидат овластени за чување деца во домашни сопствени услови или кај семејствата. За сите овие категории постојат и подкритериуми кои ќе треба да се исполнат. Овде е значајно за децата, бидејќи очекуваме со тие дополнителни обуки да се зголеми квалитетот на исполнување на работните задачи од страна на негователките и воспитувачките, а најголем бенефит од тоа да има децата преку поквалитетна грижа и поквалитетен раст и развој. Од друга страна, со новиот закон се имплементира една нова реформа, се воведуваат центри за ран детски развој, тоа е нова форма на згрижување на деца. Во најголем дел земјоделците го бараа ова. И со помош на овие центри за ран детски развој ќе се обезбеди неколку часовно згрижување на децата. И исто така има уште две значајни измени во рамки на овој закон, а тоа е имплементацијата на така на утврдени агенции за згрижување на деца. Тоа ќе бидат специјализирани агенции кои што ќе ги лиценцира Министерството за труд. Покрај агенциите воведовме и трета можност, а тоа е самостојно физички лица да може да се лиценцираат и да се регистрираат како овластени лица за чување на деца. За сите овие, да речем, измени, односно за сите овие категории, постојат подкритериуми од типот колкав треба да биде просторот во кој што се чуваат децата, лицето да не биде осудувано, да станува збор за лице кое што нема известни проблеми во однос на комуникација со деца и така да постојат подкритериуми со кои што ќе се обезбеди гаранција дека на децата ќе им се обезбеди најдобар интерес. Со новиот закон кој е во собраниска процедура се предвидува да се подобри грижата на децата од предучилишна возраст и да се овозможат услови кои ќе бидат од голямо значење и поволност и за семејствата и за децата. Проектот за енергетска ефикасност во општина Центар, со кој беше извршена реконструкција на старите и дотрајани фасади за стамбените згради, е во својата напредна фаза. Со овој проект, со кој беа опфатени 11 колективно стамбени згради, општина Центар им овозможи на своите граѓани да ги подобрат своите услови за домување, во смисла на заштеда на енергија, намалени трошоци, намалување на загубата на топлинска енергија и заштита на животната средина. На повеќе од половина од утврдените локации реконструкцијата на фасадата е веќе завршена, а на сите останати локации реконструкцијата е веќе започната. Еден од условите за аплицирање на проектот беше и 70% од станарите во зградите заинтересирани за реконструкција на термичка фасада да се согласат да ги променат балконските врати и прозорци. Општина Центар за овие активности од својот буџет издвои 30 милиони динари. Исто така и невладината организација Хабитат Македонија се вклучи во овој проект, со тоа што на веќе избраните станари им пружи поддршка во насока на обезбедување и монтажа на прозорци со низок коефициент на пропускливост, што директно влијае на заштеда на енергијата. Поради големиот интерес, општина Центар и оваа година ќе продолжи со реализација на енергетско ефикасни проекти и реконструкција на фасади на стамбените згради на територија на општината. Големиот проект Тера Сити, кој беше најавен уште од 2008 година, а поради светската економска криза беше одложен, конечно ќе започне да се гради. Компанијата склучи договор пред неколку дена со меѓународната групација Три Границ, со која заедно ќе го реализираат проектот. Предвидено е да се изгради градски шопинг и забавен центар, деловен објект и хотел. Томислав Атанасовски.
Откако во 2008 година беше најавена изградбата на деловниот и шопинг центар Era City и по 5 години местото на кое требаше да никне овој центар кај Скопскиот сајм остана празно и запуштено. Но добри вести пристигнуваат од Скопскиот сајм кој најави дека ќе го реализира овој проект. За таа цел компанијата склучи договор со меѓународната групација Три Гранит, со која заедно ќе го реализираат проектот Era City. Договорот за деловна соработка двете компании го потпиша на 11 февруари оваа година. Развојните планови на групацијата Era вклучуваат изградба на нов градски шопинг центар, кој ќе биде изграден во непосредна близина на центарот на градот Скопје и вклучува шопинг и забавен центар, деловни објекти и хотел. Председателот на управата на групацијата Era, Гвидо Омладич, изрази големо задоволство од потпишувањето на договорот, што значи дека е направен последниот чекор во реализацијата на проектот Era City. Со целокупниот комплекс, Скопскиот сајм и новоизградениот Era City ќе се зајакне улогата на водечки понудувач на меѓународни настани и ивент индустрија во ИЕ. Со додавање забавни и деловни содржини ќе се надоградат постоечките дејности и ќе се искористи меѓусебната синергија и на тој начин ќе се зголеми атрактивноста и уникатноста на целиот комплекс. Три Гранит има долгогодишни искуства за развој на нови градски шопинг центри во Будимпешта, Краков или Пазл Сити центарот кој се отвара оваа година. Исто така, оваа компанија го развива и проектот Арена Центар, најголем трговски забавен центар во Загреб, и Арена Загреб, повеќенаменска спортска арена, кои се слични со проектот на групацијата Era во Скопје. Со влегувањето на пазарот на Република Македонија се проширува не само нивното професионално портфолио, туку и соработката при управувањето на сајмскиот и изложбениот простор на нивното стручно портфолио. Корпорацијата Три Гранит, како дел од соработката со Скопскиот сајм, ќе биде вклучена во реализација на настаните на Скопскиот сајм и Метрополис Арена како повеќенаменска мултифункционална изложбена хала. Активностите за изградбата на Era City беа одложени поради светската економска криза. Сообраќајната култура во Скопје е падната на многу ниско ниво, но затоа безбедносните камери поставени на секаде безпрекорно функционираат и секојдневно ги ловат несовесните возачи кои опуштено се прават прекршоци во сообраќајот. За сега казни за нив нема, но на домашните адреси им стигнале предупредувања за сторениот прекршок, заедно со фотографија од камерата која го снимила. Андријана Димитриевска. Скопјани се жалат од несовесните возачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила во градот. Тие сметаат дека културата на возење е на многу ниско ниво. Возат пребрзо, не ги почитуваат семафорите, не пропуштаат пешаци на пешачки, а кога паѓа дожд и има вода по улиците, тие не внимаваат дали ќе испрскаат некого или не. Повеќето граѓани не знаат дека можат да пријават кај надлежните доколку бидат испрскани на улица, но несовесните возачи знаат дека за тоа следува казна за овој вид на прекршок која изнесува 35 евра или 15 казнени поени, но повторно не внимаваат. Безбедносните камери поставени во Скопје безпрекорно функционираат и секојдневно ги ловат несовесните возачи кои опуштено си прават прекршоци во сообраќајот. За сега казни за нив нема, но на домашните адреси им стигнува предупредувања за сторениот прекршок заедно со фотографија од камерата која ги снимила. Во сообраќајните незгоди, кои најчесто ги предизвикуваат токму несовесните возачи, страдаат и голем број на невини деца, а некои од нив завршуваат трагично. Најчеста е причината со преголемата брзина или неприлагодената брзина кон условите на патот. Изреволтиран пешак, кој за малку ќе бил жртва на несовесен возач, за МТМ раскажува дека на булеварот Свети Климент Охридски, поминувајќи на пешачкиот премин од паркот на новинари кон Тутунска банка, а во моментот семафорот за пешаци покажувал зелено. Несовесен возач, движејќи се претходно на булеварот Свети Кирил и Методи, кога стигнал до раскрсницата, наместо да продолжи право, тој со преголема брзина свртува надесно и му го пресекол патот на пешакот. Кога зачекорив на пешачкиот семафорот светеше зелено, но кога стигнав до средината на улицата, за момент автомобилот кој се движеше со голема брзина ми го пресече патот, а беше премногу блиску пред мене. Јас исплашено веднаш застанав, а возачот со насмевка на лицето продолжи да вози. Раскажува девојката која за влакно ќе била жртва на тој несовесен возач. Нови 2400 случаи со симптоми на грип се пријавени во Институтот за јавно здравје во последната недела од сезонава, што во однос на претходната недела, кога беа регистрирани 1800 случаи, представува зголемување за 10%. Од вкупно 8000 заболени од грип во сезонава, околу 80% се заболени во последните 3 недели. Во последната недела се 2400, а во претходната недела 1800, што значи дека трендот е зголемен, а се очекува да се зголемува и во наредниот период.
Најголем број заболени се регистрирани во Скопје, Тетово и Куманово, а помал број во останатите градови. Веќе има зголемување на бројот на регистрирани случаи кај школската популација. Компирот, кромидот, брашното, млекото, зејтинот се само дел од основните продукти за прехрана кои ги зголемија цените. Граѓаните се жалат дека порастот на цените се чувствува и на нивниот паричник. Елизапета Дамјановска. Според податоците на Државниот завод за статистика, во јануари годинава во споредба со истиот месец минатата година е забележан пораст на животните трошоци, односно на инфлација од 3,8%. Најмногу пораснале трошоците за огрев и осветлување 6,3%, потоа за домување за 4,7%, на хигиената и здравието за 4,6%, трошоците за храна пораснале за 3,6%, но голем скок на трошоците статистиката забележала и кај цените на ресторанските и хотелските услуги за 5,3%. Граѓаните коментираат дека иако станува збор за неколку процентно поскапување, сепак и тоа како се чувствува промена во семејниот буџет. Најголем дел од граѓаните кои ги анкетираше МТМ телевизија се пожалија на високата цена на свежиот зеленчук и овошјето, намирници кои се неопходни за да се постигне и одржи здрав организам. Краставиците во јануари, најскапиот месец во годината, достигнаа рекордна цена од 170 денари за килограм. Доматите пак се продаваа за 120 денари. Деновиве на пазарите се забележува мал пат на цените, па така килограм краставици може да се купат за 120 денари, додека цената на доматите се движи околу 100 денари. Пазарџиите кои не сакаат да зборуваат пред нашата камера, објаснуваат дека цената не треба никого да изненадува. Сега не е сезоната на овој зеленчук. Од друга страна пак, тука е зимницата и туршијата, која сте ја подготвиле во доцната есен. Токму таа, киселата зелка, киселите краставички и морковите, ги имаат сите потребни хранливи состојки кои ја задоволуваат дневната потреба на организмот, објаснува доктор Елида Бихајловска. Помалку веројатно е дека истото ќе го направите и со лебот. Имено брашното на Житолукс е поскапено за 2 денари, а има и промена и на цената на млекото и на маслото за јадење, а за неколку денари повеќе се продава компирот и кромидот. Единствено останува непромената цената на бананите, кои во зависност од квалитетот се движат од 45 до 55 денари. Па шо знам како да кажем, има некои поскапи, некои поевтини. Има ли некоја промена во однос на порано и сега, дали се зголемени цените? Да се зголеми. Се чувствува ли тоа на вашиот домашен буџет? Како? Ко порано што сме зимали, сега не можеме да земеме. Сега е многу поскапо. Има ли промена во цените на производите од сега и од минатата година? 50% може да се. Многу е поскапо. Се чувствува ли тоа на вашиот домашен буџет? А како не? Како не? Со тие пари сме поминувале цел месец, сега до 15 немаш. Све е качено. Според мене не се зголемени цените на пазарите. Дали има разлика од минатата година до сега, дали чувствувате разлика на вашиот домашен буџет? Како нема. Да, многу има, да. Дали се зголемени цените на продуктите? Не, исти се цените. И лани и ова година се исти. А дали повеќе купуваат сега или порано? Па порано, сега слабо, не иде ништо. Ретко некој така купува пола кило, 2-3 мандарини, портокали, така и лимон ќе купи, друго не. Слабо е. Во продолжение на урбаните вести ви информираме за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Представата Женитба театар комедија се игра вечерва од 20 часот во Драмскиот театар. Во Македонскиот народен театар од 20 часот се изведува представата Господја министерка од Бранислав Нушик во режија на Наташа Поплавска. Во режија на Дејан Дамјановски вечерва во театарот за деца и младинци се игра представата за деца Грдото пајче. Играниот филм Излез кон рајот во режија на Гери Маршал се прикажува од 20 часот во Кинотека на Македонија. Во Младинскиот културен центар во Денсинг салата од 22 часот започнува концертната промоција на новиот албум на Be The Fish. Во кафе ресторанот Дион вечерва од 21 часот и 30 минути имате можност да уживате во забавата со Анабела, која ќе ги изведе сите нејзини најголеми хитови, како и сите најголеми балкански хитови. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Прв пораз на Реал Мадрид во кошаркарската Евролига. Актуел Дженифер Анистон со донација за православна црква. Прв пораз на Реал Мадрид во кошаркарската Евролига, а Мајами и Лос Анџелес Клиперс подобри од своите ривали Оклахома и Лейкерс. Спортските вести се веднаш по рекламите.